како да се поврати елементарната доверба во македонското правосудство. Оваа влада пикира кон комплетно редефинирање на надлежностите или распуштање на судскиот совет и советот на обвинители, со можност за целосно прочистување. Но експертската екипа од Европската унија не препорачува распуштање на судскиот совет. Професорката по кривично право од Правниот факултет во Скопје, Александра Дејановска-Трендафилова, гостинка во ово издание на Трилинг. Добро дојдовте во емисијата. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Професорке, наскоро треба да се донесат измените на кривичниот законник, но ќе ве потсетам дека минатата година кога се направија измените на кривичниот законник, имаше лавина на реакции и од стручната јавност поради одредени делови од одредбите на кривичниот кои што не одат во прилог на правната сигурност во државата. Што препорачуваат новите измени или што ќе донесат новите измени на кривичниот законник? Видете, прашањето за новиот кривичен законник е едно прашање, а оние парцијални измени од септември минатата година се нешто сосема друго. Кривичниот законник, како што знае правничката фела, е донесен во самостојна Македонија во 1996 година и беше предмет на многу чести измени, значи повеќе од 30 пати беше предмет на новелирање. Имавме и неколку одлуки на Уставниот суд кои што се однесуваа на одредби од кривичниот законник. Беше детектирано дека во делот на пропишување на казните и казнената политика што судовите ја водат немаме конзистентност, а беше востановено и дека голем број на посебни кривични дела се наоѓаат во посебни закони кои што регулираат, да речеме, друга сфера. Тоа за кривичарите не е непознато кога се регулира некоја област, еве на пример закон за банки, закон за биомедицинско потпомогнато оплодување и така натаму, може на крајот да се најдат одредби за кривични дела. Но со оглед на тоа што кај нас се застапува гледиштето дека треба да имаме кодификација на казненото право и тоа всушност ние долго време го практицираме, со текот на времето овие кривични дела треба да бидат систематизирани токму во кривичниот законник. Значи, заради сите овие работи и заради фактот што во меѓувреме ние како држава подпишавме и ратификувавме голем број на меѓународни конвенции на Обединетите нации и на Советот на Европа, а и во процесот на евроинтеграција нели се обидуваме да ги транспонираме сите релевантни европски директиви од оваа сфера, се појави потреба нели да не се работи за парцијални измени, туку конечно да седнеме да напишеме, би рекле од нула, меѓутоа не е баш така, нов кривичен законник. Зошто, професорки, покрај високата корупција на белите јакни требаше да се релативизира кривичната одговорност и покрај евидентно постоењето на кривични дела од кај високите ешелони на власта? Бришењето на еден од облиците на злоупотреба на службена положба и овластување, односно искористувањето, представува кардинална грешка, бидејќи ако го земете изборот искористување, абјуз, тоа значи баш извршување на службената положба за цели кои што се нелегитимни, забранети и така натаму. Значи, тоа е нешто што ни еден кривичар не би го поддржал. Намалувањето на казните исто така. Бришењето на ставот за злоупотреба при јавни набавки без при тоа да се земе посебниот член, значи не беше интенцијата на работната група која што го подготвуваше кривичниот законник да го избрише став 5 и да го декриминализира како што погрешно се пласира во јавноста, туку напротив, ние во посебен член го разработивме ова дело во основен облик, привилегирани облици, квалифицирани облици и така натаму. Како резултат на намалувањето на казните, бришењето на одредени облици, па дури и додавањето на еден елемент што бара докажување во судската постапка, тоа е посебната намера кај извршителот, предизвика, како што видовме, последици кои што се сериозни и кои одат сосема во спротивен правец од она што беше, да речам, декларативна заложба на државата и предлагачите. Застарување на голем број на коруптивни кривични дела, допрва ќе имаме исплаќање на трошоци на адвокатите поради застарувањето и така натаму. Меѓутоа, сметам дека тука сега за малку, односно колку што се може да ги намалиме
ефектите, овие штетни ефекти од ваквите одредби и едноставно да застанеме на страната на законитоста и механизмите за борба против организираниот криминал и корупцијата е да ја примениме конфискацијата. Кривичарите знаат дека нашето законодавство одамна познава конфискација, можност за конфискација во случај на фактички или правни пречки за гонење, а застареноста е правна пречка за гонење. Тука сега обвинителите и судиите можат многу да направат, бидејќи се предвидени посебни постапки за случаи на застарени предмети, да се утврди дали некој предмет, дали некое дејствие генерирало нели незаконска корист и сето тоа соодветно во рамки на законот да се конфискува. Професор, се најавуваат реформи во македонското правосудство, новата македонска влада дури оди со помалку радикална најава РЕС, дека може би треба да се оди на варијантата на целосно распуштање на судскиот совет и советот на обвинители. Дали тоа може да ја врати довербата во македонското правосудство? Треба ли да се размислува дека сите се криви и дека за лошата слика во македонскиот правосуден систем сите придонесуваат, или може би треба да се баря начин на индивидуална одговорност, не само етичка, па може и кривична. Така. Загриженоста е оправдана, значи јас навистина гледам голема оправданост во таа загриженост и во намерите да се подобрат состојбите. Меѓутоа сметам дека треба сериозно да се разгледаат сите аргументи, сите фактори, да се најде оптималното решение како да ја подобриме, би рекла навистина лошата состојба во правосудството, но проблемот е навистина комплексен. Ние зборуваме за реформи со децении. Многу е битно да разграничиме дали сакаме реформи на системот, реформи во системот или сакаме развој на системот. Реформи на системот би значело укинување на одредени тела, можеби востановување на други и така натаму. Тоа би значело сериозно враќање назад и не мислам дека тоа беа интенциите, можеби повеќе беа интенциите реформи во системот, меѓутоа дали ние правно можеме и дали би било фер да бараме колективна одговорност наспроти индивидуална, ако тоа да речеме не било во моментот предвидено во законот. Едно е, например, да имаме ситуација законот да предвидува, ако не се усвои годишниот извештај, да речеме, на судскиот совет, дали тоа би повлекло, нели покриено со законот, негово распуштање. Што во таков случај? Дали тоа може да го предвидиме во иднина? Јас лично мислам дека треба да се задржиме, бидејќи одговорноста е тежок збор, но мора да биде прилепен кон секого во своето постапување и ние кривичарите знаеме да кажеме дека одговорноста, особено повисоките облици на одговорност од типот на кривична, дисциплинска и така натаму, треба да биде и мора да биде индивидуализирана. Друго нешто е политичка одговорност и слично. Јас и за состојбите во судството сметам дека можеби мнозинството на суди и јавни обвинители се професионални и стручно и професионално ја вршат својата работа, меѓутоа знаете некогаш во системот доволно вие да имате мал број луѓе кои што неетички ќе постапуваат, ама се на места, на позиции од кои што можеби имаат влијание и едноставно доаѓаме до ваква ситуација. Но како ја гледате ова инертност понекогаш на судскиот совет, на советот на обвинители? Како мислите дека ќе се овозможат промени во матрицата на размислување кај делителите на правдата? Тоа е најтешкото прашање. Мислам дека на секоја расправа, на секоја конференција, припишување на секој труд и во разговор со било кого, тука наидуваме на проблем. Нема формула како да се смени матрицата, човек или има или нема интегритет, некогаш може би се двоуми во одредени ситуации како да постапи, но ќе пренебрегне она што доминира во неговата личност. Мислам дека треба да одиме дефинитивно со одредени измени, да речеме со законски измени, кои што нема да дозволат определени индивидуи, органи, тела во државата да не постапуваат или да не одговараат за несторувањето. Дали треба да се размислува за поостра казнена политика или дефектот е во непримената на казните? Мислите воопшто или генерално, за коруптивните дела? Особено со акцент на големите коруптивни дела направени во изминатиот период.
не значи секогаш дека строгите казни ќе го намалат криминалот. Криминалот повеќе го намалува неизбежноста од казна, да знаете дека нема да му избегнете на системот. А судијата, и верувам дека повеќето тоа го прават, ја индивидуализира, со примена на принципот на индивидуализација, одмеруваат најсоодветна казна. Фактите покажуваат, факти се тоа, бидејќи имаме статистички податоци, имаме рамки што може да ги провериме, дека ние имаме едно од најстрогите кривични законодавства во Европа, меѓутоа казнената политика е генерално блага. Може би имаме некои случаи каде што дали заради тоа што случајот е познат во јавноста, па некако се бара се бара некакво посоодветно решение за и луѓето да веруваат во правдата дека е остварена и така натаму, па се соочуваме некогаш со построги казни, но генерално ако ги земете податоците, казнената политика е толку блага што кај кривичните дела против службената должност, а таму се наоѓа јадрото на коруптивниот криминал, верувале или не, истражувањата покажуваат дека 70% од изречените санкции се алтернативни мерки, а 99 можеби проценти од изречените алтернативни мерки, со исклучок можеби на последните години, треба да се провери, но сепак е висок процентот, се условни осуди. Денове, поточно оваа недела, судскиот совет побрза да информира дека екс-председателката на Уставен суд Добрила Кацарска била пензионирана. Од друга страна, Уставен суд веднаш реагираше со став: не се мешате таму каде што немате ингеренции. По чија надлежност е одлуката за Кацарска? Прашањата за Уставниот суд знаеме дека се уредени со Уставот и мислам дека тука не треба да има дилеми, но треба дефинитивно да ги разрешиме дилемите во поглед на тоа што кога имаме судир можеби на правни одредби по однос на исти прашања. Еве и ова потврдува дека можеби законодавството треба да се дополни во тој поглед. Меѓутоа повторно дали од тој поглед, од тој аспект гледате одреден судир на надлежности? Па мислам дека тука не треба да има судир на надлежности. Уставниот суд не е дел од редовното судство. Се уредува, нели, како што реков, со Уставот. Не е исклучено и закон за Уставен суд да биде донесен за некои можеби прашања во иднина, нормално што нема да бидат во колизија со Уставниот суд, меѓутоа треба да се разграничи кој за избор, разрешување и статусни и други прашања на судиите е надлежен во поглед на кои судови. Како го објаснувате фактот што за поранешната председателка на Уставен суд Кацарска судскиот совет експресно даде мислење, а за одредени случаи каде што има судии за кои имаше реакција од јавноста дека треба да се бидат разрешени, да се разгледа нивната работа, судскиот совет, телото кое именува и разрешува суди, останува инертно. Мислам дека зборуваме за две различни прашања, но тука фокусот е на брзината на реакцијата. Немам објаснување зошто е така, меѓутоа сметам дека навистина судскиот совет треба ажурно и навремено да постапува, особено во предмети кои што се од негова надлежност. Споменавте за одговорност на суди, зборуваме за редовно судство, така Основен суд, Апелационен суд, Врховен суд и така натаму. Мислам дека законот треба да се дополни во поглед на тоа како, колку брзо, во кои рокови треба да се постапува и што во случај на непостапување и на крајот на краиштата да видиме чија е одговорноста зошто тој, односно тие предмети, не знам точно за кои споменувате, но еве хипотетички да зборуваме, зошто досега не се решени. Благодарам за издвоеното време и гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вам. Професорката по кривично право од Правниот факултет Александра Деановска Трендафилова. Кратка пауза за реклами и продолжуваме со останатите содржини за овој издание на Тренинг. Следете не.